Добар ден и од мене. Стигнавме до последните 30 на минути од утринската на Телма, минути резервирани за здравието и развојот на најмалите. Денеска во фокусот се пробиотиците. Што се тоа пробиотици, на кој начин влијаат врз развојот на имунитетот кај децата? На оваа тема ќе зборуваме со денешниот гостин Кирил Пецевски, фармацевт од Фармаес. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Денеска се почесто се зборува за пробиотиците, се прави корелација помеѓу здравието на децата, развојот на имунитетот и така натаму. Што се тоа пробиотици, за какви корисни бактерии станува збор? Па токму така како што кажавте, се сложувам. Пробиотиците се почеста тема, се поактуелни кога станува збор за одржувањето на општото здравје и имунитетот не само на децата, туку и на целата популација, мислам и на возрастните. Морам да признам дека луѓето се повеќе се интересираат и се добро информирани, знаат што се пробиотици и нивната употреба, секојдневна употреба, нивното внесување преку исхраната и како суплементи е во еден постојан пораст, што е секако позитивно, бидејќи пробиотиците веќе имаат докажано позитивно дејство, стимулативно дејство, значи врз општиот имунитет. Инаку по дефиниција под пробиотик се подразбираат голем број, значи стотици бактериски видови, значи микроорганизми, кои вообичаено, односно нормално се присутни во дигестивниот систем на човекот, значи тие сочинуваат така наречената нормална цревна микрофлора, која постои уште од самото раѓање, уште од првите денови, значи на животот кај децата, и кои учествуваат во бројни физиолошки процеси во самиот организам, односно во дигестивниот систем. Би нагласил, значи пред се неопходни за нормално одвивање на метаболизмот, значи без пробиотици не може да се замисли добро варење на храната и оптимално искористување на хранливите материи. И една друга улога на која што се повеќе се посветува внимание и која е докажана со последните студии е улогата што тие имаат врз имунитетот, поточно голем процент од продукцијата на антитела кои ја сочинуваат нашата одбрана од најразлични патогени, значи бактерии, вируси, алергени и така натаму, се одвива токму во цревата, односно во дигестивниот систем, со едно директно и непосредно учество токму на пробиотските култури. Така. За тоа колку се важни пробиотските култури почна да се зборува пред неколку години, сега зборувам конкретно кај бебињата и кај малите деца, кога се утврди дека мајчиното млеко содржи неколку соеви на пробиотски бактерии. Каква улога имаат тие кај бебето? Затоа што бебето нели се јавува со стерилен цревен тракт. Така. Па децата уште при самиот процес на раѓање, значи ги добиваат првите пробиотици од мајката. Тоа се оние пробиотски култури кои се дел од низината нормална вагинална микрофлора. А веднаш потоа со првото доење и во текот на наредниот период, значи преку мајчиното млеко исто така секојдневно практично внесуваат пробиотици во својот дигестивен систем. Мајчиното млеко во првите неколку месеци од животот представува основна и единствена храна, не само зарад, мислам, така се препорачува ексклузивно доање 6 месеци, бидејќи има повеќе кратно значење. Минимум, значи ако постои можности да се продолжи подолго, така. Значи нема потреба да зборуваме за квалитетот на составот на мајчиното млеко во однос на хранливите материи. Меѓутоа, она што треба да се истакне е токму присуството на пробиотски култури кои доенчето ги внесува, не само што му овозможуваат добро варење на искористување на хранливите материи, туку, како што веќе споменав, значи токму тие
пробиотски бактерии учествуваат во создавањето на првите антитела во дигестивниот систем и ја сочинуваат неговата одбрана од разни бактерии, вируси, алергени, што спомнам. Меѓу другото спречуваат диареја, спречуваат, значи ја сигурно не би била толку интензивна и силен тој проблем доколку не би биле присутни. Диарејата е всушност последица на дисбаланс на пробиотиците во дигестивниот систем. Значи и кај малите деца и кај еден возрастен организам кога има појава на диареја, всушност тоа е последица на намалување на бројот на добрите пробиотски бактерии во цревата, превладуваат лошите бактерии, се пореметува процесот на варење на храната и нормалната ресорпција на хранливите материи и на водата пред и како резултат на тоа настанува диарејата, така да гледачите веројатно и многу повеќе ги поврзуваат пробиотиците со диарејата, односно употребата, отколку со другите корисни сегменти, да, мислам што и тоа е исправно, нели, во секој случај, значи при појава на диареја и кај деца и кај возрастни, значи примената на пробиотик е првото нешто што е неопходно и што треба да се направи и што може успешно да се регулира и да се воспостави балансот, значи со само ден-два примена на пробиотици. Денеска и бебињата кои што се на вештачко млеко пијат млечни формули кои што се збогатени со пробиотици, бидејќи тоа е многу важно за нормалниот развој, како што споменавме, на целокупниот организам. Има различни видови на пробиотски бактерии. Дали во различни ситуации треба да се земаат различни пробиотици? Како изгледа нивната примена? Така, во вештачките млека се додава пробиотиците, бидејќи нели тие деца не го примаат мајчиното млеко, со тоа и недоволно пробиотици и значи со оглед на тоа дека мора да се зајакне нивниот имун систем, мора да ги користат како суплементи преку вештачките млека, а и преку различни суплементи, фармацевски производи, препарати, кои што за нив се најчесто во облик на капки, кои содржат една пробиотска култура или комбинација од повеќе пробиотици, комбинации пробиотици и витамини, кои треба да го регулираат нивниот метаболизам и да го изградат нивниот и да го зајакнат нивниот имунитет. Како што веќе кажавме, постојат голем број на пробиотски соеви, тие се постојано предмет на истражување и за некои тврдено дека даваат подобри ефекти, значи кога се применуваат при диареја, значи ефикасно ја облажуваат диарејата, додека значи кај деца, кај возрастни исто така, додека одредени пробиотски соеви докажано е дека се доста ефикасни за ублажување на стомачните грчеви кај бебињата. Многу важно за родителите кои што имаат мали бебиња кои што се соочуваат со овој проблем, стомачни грчеви кај бебе. Значи пробиотикот може да ја олесни оваа состојба. Би ја споменал, значи стручниот назив за таа пробиотска бактерија е Lactobacillus reuteri, која што е, мислам, на која постојат студии кои покажуваат дека веќе уште во текот на првата недела се ублажуваат и се намалуваат стомачните грчеви, иако механизмот на делување не е во потполност разјаснет, ефектите се видливи, значи уште во текот на првата недела, а до крајот на првиот месец студиите тој резултатот ефект ни го презентираат преку намалување на бројот на часови кои детето ги поминува во плачење. Така да овој пробиотик, Lactobacillus reuteri, после едномесечна примена, нормално континуирана, тоа се неколку капки дневно,
ги сведува часовите поминати во плачење на помалку од 3 месечно, значи 3 часа, што е добар резултат, добар ефект со оглед на тоа дека обичаено просекот е 5 пати поголем ако не се третираат бебињата со стомачни грчеви. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, на телефон на мајка на едномесечно бебе. Така, повелете. Бидејќи веќе кај него некој време почна стомачните грчеви, јас му давам капки за смирување на грчеви, меѓутоа во комбинација со пробиотик. И сега оно што ме интересира, бидејќи можеби не е вкусно од моја страна да споменам дека кој тип на пробиотик го користам, меѓутоа прашањето е врзано со тоа. Конкретно го користам Провен, меѓутоа на самата опаковка стои дека тоа е пробиотик за деца кои што се на адаптирано млеко, а моето е исклучиво на мајчино млеко. Па ме интересира дали постои проблем доколку го давам пробиотикот на бебето, бидејќи има стварно многу добри резултати со тој пробиотик. Ви благодарам што се јавивте. Од фармацевски аспект, значи дали има пробиотик кој што е наменет само за бебиња кои што се на мајчино млеко или нема проблем? По суштина не, мислам, тоа секако ќе го споменавме дека при употребата на пробиотици несакани дејства не постојат. Така, тоа беше следното прашање, дали има несакани дејства. Така што мислам слободно може да се користат значи пробиотските препарати, мислам пробиотските комбинации, нема можност или опасност од предозирање или некакви несакани ефекти. Пак би потенцирало дека ако се работи значи за ако целта е да се ублажуваат стомачните грчеви, во тој случај бидејќи имаме клинички студии кои што ни покажуваат дека одреден пробиотски сој е ефикасен значи за ублажување на стомачни грчеви, да се проба со тие препарати значи со тој пробиотик, тој пробиотик. Така, да. Затоа што како што спомнав, ефектите се видливи веќе во текот на првата недела. Споменавте дека нема несакани дејства, но има ли правило колку долго би можело да се дава пробиотик кај бебе, кај мало дете? Па вака, значи со оглед на значењето и улогата што пробиотиците ја имаат, и тука нема претпоставам строги граници. Нема, значи пожелно е во континуитет полог временски период да се користат, би се осврнал на оние пробиотици кои се повеќе имуностимулатори и регулатори на метаболизмот. Тоа се веќе други пробиотски култури, да кажеме, кои што имаат чии истражувања покажале дека повеќе учествуваат во процесот на нормално варење на храната и во подигнување на имунитетот, значи во продукцијата на антитела. Еден таков пробиотски сој е, да речеме, друга бактерија која се вика Lactobacillus rhamnosus, присутна во цревниот тракт, значи уште после самото раѓање, значи на новороденчето. Но денеска постојат и готови препарати, суплементи кои се препорачуваат како додаток во исхраната, значи на малите деца некаде се до 5-6 годишна возраст. Кога се препорачува? Значи во есенските, зимските и пролетните месеци, значи оној период кога настинките и имунитетот опаѓа, значи поголема опасност од ширење на бактериски и вирусни инфекции. Во овој пробиотик и воопшто мислам, значи добро е да се земаат во комбинација со витамини, особено би го споменал и би го потенцирал тука витаминот D, кој е незамелив секако присутен суплемент, значи во првите години од животот на секое дете. Тоа е покрај тоа што е општо познато дека е неопходен за нормален раст и развој на коските, исто така го регулира процесот на варење на храната, учествува во метаболизмот на храните материи, го регенерира цревниот, зидот на цревата, значи на дигестивниот тракт, така да
го надополнува позитивното дејство, значи, на пробиотиците при диареја, значи и воопшто, значи, при нарушување на процесот на варење на храната. Во летните периоди кога се прави пауза, значи, со суплементација со витаминот D3, се препорачува, мислам, може и тогаш со паузи 2 недели да се користат пробиотици витамин D3, па 2 недели да се направи пауза, чисто заради тоа што секако организмот и телото на децата, мислам и воопшто на возрастните, е повеќе изложено на сонце, па продукцијата на витаминот D е секако во некој, мисламе, нормално, така да нема потреба од некаква суплементација. Так. Имаме гледач на линија, да го вклучиме, не чека. Добар ден, повелете, кој се јавува. Добар ден, дали се слушаме? Дали се уште го имаме гледачот на линија? Дали ме се слушате? Да, ве слушаме. Добар ден, повелете. Добар ден, мајка на едномесечно дете. Така, веќе користиме пробиотици како дополнителна во исхраната. Така да прашам, колку смееме долго да ги користиме пробиотиците во исхраната како дополнително? Так, ви благодарам што се јавивте, ни дадовме одговор пред малку дека веќе говоривме, значи би повториле дека слободно, особено во текот на овие есенски зимски месеци, значи секојдневно како додаток во исхраната користете ги пробиотиците. Не постојат несакани ефекти. Така, нема несакани ефекти од пробиотиците. Се некаде, значи, препорачувам до пролетниот период, тогаш може да се направи неколку неделна пауза и така. Потоа се продолжи. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Кој е вашето прашање? Вака, моето прашање ме интересира, особено кај мали деца и бебиња, при користење на антибиотици, дали задолжително да се користат и пробиотици и каква е комбинацијата, значи, кога препорачувате да се примаат? Пред примање на антибиотик, по антибиотик, колку пати, чисто тоа ме интересира. Така, ви благодарам што се јавивте. Ова е едно актуелно прашање, колку временско растојание, дали е неопходно. На оваа тема. Вака, се препорачува веќе, значи, задолжителна употреба, би рекол, на пробиотици при секоја антибиотска терапија, значи и кај децата и кај возрастните. Зошто? Затоа што антибиотската терапија делува на причинителот на инфекцијата, значи на некоја патогена, лоша бактерија. Се прима неколку дена или подолго време, во ред, значи причинителот ќе биде уништен, ќе биде излечена инфекцијата, меѓутоа покрај тие лоши бактерии, антибиотикот уште со првата доза, веќе мора да помине преку дигестивниот систем, ги уништува и добрите пробиотски бактерии. Значи, една од најчестите последици, несекани ефекти што веднаш се јавуваат после примена на антибиотици, особено кај малите деца, е појавата на диареја. Значи, тоа е така наречена постантибиотска диареја, затоа што антибиотикот со своето дејство ја нарушува рамнотежата, дојде до дисбаланс на добрите бактерии во цревата, нарушено е варењето на храната и настанува диареја. Затоа, значи, за да се избегнат овие несакани дејства, пред се, значи, заради ова, се избегне постантибиотска диареја, препорачлива е комбинацијата, односно примањето на пробиотици во текот на антибиотската терапија. Како да се дава пробиотикот, во какво временско растојание? Она што е битно, не е потребно зголемување на дозите или слично, значи да се користи секојдневно, меѓутоа она што треба да се внимава и да се запамети е да пробиотикот се користи во еден временски интервал
од најмалку 3 часа по земањето на антибиотик. Значи 3 часа после земањето на антибиотикот. Да има така едно временско растојание. Никако заедно. Да, затоа што ако се земат заедно, значи и оној пробиотик што ќе биде внесен, ќе биде уништен од страна на антибиотикот, затоа е потребно тоа временско растојание. Барем значи додека трае антибиотската терапија, па и превентивно мислам и подолго трајно може да се продолжи, значи со пробиотикот, да не зборувам што колку е подолго трајна антибиотска терапија, не само што се јавува диарејата како последица, туку и еден пат на општиот имунитет. Така. Ние тука мора да привршуваме, само да ги поканиме гледачите. Во сабота има една женска трибина намената за мајки, која ќе се однесува на улогата на пробиотиците во здравјето на децата. Можете да ве накратко за сето ова? Да, во сабота, значи со почеток во 12 часот, во хотелот Гранд Плаза во Скопје, значи организираме нашата компанија, значи женска трибина која представува завршен настан на кампањата која одеше последниве неколку месеци, која беше насочена токму на најмладите. Така. Под наслов Хранете се здраво за детство среќно и убаво, која што ја уфати најмладата популација по градинките и училиштата, се состоеше од повеќе активности со нивно учество, едукација, забава, беа вклучени нивните родители, секако за окружување на целиот настан, значи во сабота и поканувам пред се младите родители, младите мајки да присуствуваат тој настан и да добијат корисни информации, бидејќи ќе има таму и педијатар, значи пред се со здравата исхрана, употребата на пробиотици и витаминот Д. Ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс, ке се видиме повторно. Ви благодарам вас. И благодарам и на гледачите што не следеа. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.